Поздрав до гледачите на телевизија Ирис. Отворена на тема, веднаш по дневникот, простор каде во програмата на телевизија Ирис, каде што јас се обидувам низ мои прашања да ги додам одговорите на оние кои вам ви долгуваат одговори. Ви долгуваат одговори затоа што сте го дале вашиот глас за позицијата во општеството која ја завземаат. Отворено е единствен методологија, начин на разговор кога се поставуваат фактите во еден логичен след од кој што треба вие да донесете заклучок за работите кои ви се дилема. А поголема дилема во последните 10-20 години, а може би и во следните 20 години, од оно што е актуелно во овој момент, немаме. Тоа е референдумот со сите предизвици кои ги носи и со сите теми за кои што од припремата за овој референдум произлегуваат. Изгледа дека оваа наша меѓусебна дискусија може да вроди со заклучоци кои долговечно и далекосежно ќе не приморуваат да погледнеме понекогаш и во собственото огледало, затоа што и многу кога се гледаше од огледалото, во огледалото тоа знае да биде испрскано, па дава завратена слика. Мојот гостин е еден од првите тројца, ако не и лицето на она што во овој момент во Македонија како ред на факти што ги велам, не убедува дека направил историски договор и дека тоа е фер компромис. Во смислот на неговата 14-15 годишна активност како дипломат, министер за надворешни работи Никола Димитров. Министре, добро дојдете во моја емисија. Добре ве најдов. Се обидов да направам еден вовед поради важноста на вашето гостување и на вашата мисија, но и за почеток да почнеме сериозно да разговараме надвор од она што вие како правник знаете, што вели Катон Утички, прво кажеш, па после бараш Сенатот да ти аминува. Во таква состојба ли се наоѓаме? Ние се наоѓаме пред една голема историска раскрсница. Практично имаме шанса да го продолжиме заветот што сите ние го дадовме кога излеговме на референдумот на 8 септември 1991 година. Имаме шанса таа кауза да имаме своја држава, да биде независна, да биде цврста, безбедна, стабилна и успешна, да ја отвориме вратата, бидејќи ние не сме остров, живееме во регион кој што уште има искушенија и предизвици, да ја ставиме таа последна цигла, да си ја затвориме фазата на предизвици и државноста и да ја направиме европска во смисла да можат младите луѓе да си ја бараат среќата во Македонија. Да не си ја бараат среќата во Европа, додека ние се мачиме затворени во стравови, И во таа смисла имаме една историска раскрсница. Ќе одиме напред или ќе одиме назад. Назад видовме како ни беше, видовме како без европските перспективи просторот за глупости и грешки за политиката е преголем. Тој простор мора да го стесниме и да тргнеме напред. Време е после 27 години да ги земеме дизгините во своји раце. Наши проблеми се ова, наши решенија се ова, ние сме одговорни каква Македонија ќе имаме. Ова што го кажувате е прифатливо за најголем број на граѓаните, бидејќи им е предизвик. Но има многу непознаници. Јас честопати знам да се прашам себе си, ние најголем број во Македонија зборуваме на македонски јазик, тоа не е јазикот на комуникацијата, пишуваме и латиница и кирилица, а имаме еден агреман пред себе кој го толкуваме толку различито како од време на време да не изгледа да не се работи за еден единствен документ. Се работи тоа поради правничките меѓународните обли флоскули кои сите ги разбираме на свој начин или затоа стои една структура која сака навистина така да го толкува тоа. Баш тој член околу јазикот не може да биде поедноставен. Македонскиот јазик и македонски јазик ќе биде таков секаде преведлив на сите други јазици. И мене тоа ми е фрапантно колку човек треба да биде неодговорен, несериозен и недораснат за ваков крупен момент, со таа работа да се игра.
и да шири стравови, незнаења. Мене тоа ме фрапира и не сакам да престане да ме фрапира. Мислам дека тоа треба премногу злоупотреба имаше на ова прашање. Политичари кариери направија, бранејќи го, ама го бране на тој начин што ни ја влашува меѓународната позиција. Дава аргументи на другите. Например, преку тоа што ние го викаме антиквизација, може да се нарече и Александроманија. Дава аргументи на тие сили што не сакаат ова да се реши, губиме пријатели, не гледаат како неразумни, и премногу неодговорност имаше за ова прашање. Мора да се соочиме со проблемите, да расчистиме што ни е најважно, што е покрај днината и НАТО ЕУ, може би за тоа ќе зборуваме дополнително, се разбира. Главниот страв за овој проблем, што нас не влече како некој да не фатил од позади и не ни дава да мрдаме, или како да имаме тек, се обидуваме да пливаме, да стигнеме до брегот на суво, разбранувано ни е морето и тегот не влече надолу. И нема попатриотска должност да се реши тој тек. Се работи за нашата државност, за нашата безбедност, за нашата иднина. Мислам дека исто има еден став дека некој друг некаде мисли, некаде решава. Никој не може да го боли толку нашата судбина и ситуацијата во Македонија како нас тука. Така. Министре, она што најмногу и вие зборувате и опозицијата, тоа е система на европски вредности, европски начин на комуникација помеѓу опозиција и опозиција меѓу две држави и така натаму. Го експлоатиравме доволно, а меѓутоа и експертите го зборуваат тоа дека ни со овој пат, па бил тенок или широк, ќе мора да си го заштитиме идентитетот. А за тоа не разговараме. Европскиот идентитет е толеранција. Европскиот идентитет е различности. Европскиот идентитет е успешност, потрошувачко општество. Што е тоа што ние се плашиме од европскиот идентитет, а толку многу зборуваме? А зборуваме за нашиот идентитет. Јас не верувам дека нашиот идентитет се шарените чорапи од тешкото, тапаните. Нашиот идентитет е и нашите композитори од 50-тите години, од сериозна музика, ама да не заборавиме вака, ако сакаме да зборуваме дека нашиот идентитет е неспособноста за добра организација на држава, на економија, на правосуден систем. Нашиот идентитет е и нискиот степен на продуктивност. Што верите, што губиме овде од идентитет, што добиваме? Едно прашање отворивте многу важно. Обично, јас го почнав, па не си ја завршив мислата. Нашето име е Македонија. Ние сме имале разни одредници кон тоа име. Сме имале и социјалистичка, сме имале и народна, дури и република, кажува како сме уредени политички. Дали имаме крал или бираме шеф на држава, председател. И республика од римски, нели, од латински, јавна ствар. Така е и ова со северна. Стравот да се додаде географска одредница е страв, ама дали ние ќе бидеме македонци. И затоа во целиот овој процес, носејќи ја аргументацијата на полето на човекови права и на европски вредности, две европски држави, соседи во 21 век, правото на самоидентификација и самоопределување не смее да биде спорно. И затоа е толку тоа експлицитно во спогодбата. Македонски, македонци, македонски јазик, македонски народ, мораше тој страв да се покрие. Сега вие одите, бидејќи идентитетот е поширока категорија. Колку сме ние организирани, колку сме ние заедно, колку сме ние толерантни, колку сме честни. Сето тоа е исто така дел од нашиот идентитет. Да речеме, ние сме многу слични на јужните и на медитеранските народи. Тоа е и менталитет, ама и тоа е идентитет. Тоа што сакаме да си седнеме со мезе, што сме многу социјални, тоа е исто така дел од нашиот идентитет. Мислам дека има една висока вредност кај нас, како македонски народ. Прво имаме
вековна толеранција, нешто што го имаме наследено уште од Отоманската империја, со другите да можеме да се живееме. После ова сега, зошто ние оваа цела меѓународна предвадена на наш 27-ми роден ден и дојде лидерката на Германија, канцеларката Меркел. Тие видоа едно зреење кај нас, видоа дека сме решиле да си фатиме дизгин од сопствената судбина и иднина и да си почнеме да си решаваме проблеми, сме решиле да одиме напред. Затоа е таа поддршка. Тоа, значи, сепак е дел од, и таа визија е дел од нашиот идентитет. Ние дури покажавме малку европски идентитет во нашите односи со Бугарија и со Грција. Има едно растење во регион што е пренатрупан со историја, толку многу што слабо се бави со својата иднина. Ние направивме за тешки прашања еден чекор напред и со двата наши соседи, што резултираше и Бугарија и Грција да се борат за нас како да се работи за нив кога беа заклучоците, какви заклучоци ќе има за нашата европска иднина. Мислам дека стратешката раскрсница е многу важна, ама битката за тоа кои сме за нашиот идентитет над ова дека сме македонци, да си организираме државата, судовите да не бидат ефикасни, медиумите да не бидат слободни, да не одлучува еден човек за судбината на сите, способните да одат напред само заради тоа што се способни, а не дали некој им се допаѓа, не дали партијата ги сака еднава партија, другава партија. Таа битка исто е дел од нашиот идентитет, ама шините по кои што ќе се ставиме, ќе си ја ставиме Македонија ако успееме и со НАТО, особено со пристапните преговори со ЕУ во овој дел, ќе ни помогнат. Таа битка ќе има многу помал простор за грешки. Министре, знаете, пред 5 години кога излезе големиот учебник на ректорот на Свеучилиште во Загреб, Бранко Царатан, кај што пишуваше клиентелизмот е болест на балканските народи, но и на светот, и таму таксативно ни наведе многу од тие работи кои зборуваме. Сега ќе се обидам како вовед во тема, ќе ве замолам за ваша, вели отпорот ќе биде се поголем доколку се навлегува подлабоко во општеството. Имате национални кариери на историчари, економисти, правници, посебно од меѓународно право, докторски дисертации кои се направени на мит. Клиентелизмот во суштина е делење на надеж и делење на она што веќе е тоа, а тоа е буџетот. Како да излеземе од овој завртен круг? Ако некој академик пишува историја 50 на години, иако честопати е на работ од комплементарност со останатите истории. Сега неговите студенти не можат да се откажат, неговите магистранти не можат да се откажат. Немаме проблем сами со себе, да си кажеме дека сме биле во заблуда 20 на 30, ако не и повеќе години. Ние имаме две крупни битки после овој процес. Едната е битката меѓу меритократијата и клиентелизмот. Меритократијата е надпревар на способни. Или на кој е поспособен, тој успева. Кај клиентелизмот е кој ми е пријател, сопартиец, систем еден што други критериуми употребува, не надпревар на способност. Втората крупна битка ни е владењето на правото и корупцијата. Тоа се две работи кои што се многу нужни за нас. Нашите млади мора да можат да успеат во Македонија и без да бидат нечии. Тоа е, значи мора да имаат еднакви шанси. Законот мора да биде еднаков за сите. И таа битка и нашиот регион и други држави, кои поуспешно, кои понеуспешно, отварањето над преварот да не биде само кај нас во нашата Македонија, туку и вон. Например, не знам, есеи кои што ќе бидат на ниво на регионот, кои што ќе бидат во рамките на Европската Унија, како што бизнисите ќе треба да се надпреваруваат на друго ниво, пошироко, така и во другите сфери, самото отварање кон Европа ќе испливаат малку, ќе испливаат потребата од способни, од валоризација што нема да биде само од мојот пријател, ама тоа е и стравот туку и од некој трет, и од некој четврт што не го познавам.
И затоа ова наше растење е еден процес, ама секој процес почнува со визија и со првиот чекор. Така. И тоа ќе мора да го... Јас правев една колумна пред ова, кога излегов од системот, истражував колку има партиско членство од сите гласачи во различни европски држави. Европскиот просек е некаде 3%. Има членки на ЕУ кои што скокаат до 14%. Тоа се новите членки. Кај нас е далеку над 14. И тоа е сигнал, не велам дека е не може црно-бело да се толкува, ама е сигнал. Ке си имаме работа и ке треба сите да се... Јас сум убеден дека кризата беше... Имаат американците велат, никогаш немој да пропуштиш добра криза. Кризата беше едно отрезнување и будење. И ние тоа мораме да го искористиме. Не само да си ги решиме проблемите, да тргнеме, туку вистински дома самите себе. Секој сам пред себе, пред огледало, спомнавте огледало. Едно растење ќе ни треба. И мислам дека тоа е... Зрењето е известно. Гледате јавноста колку е практично е, многу е остра. Јавното мнение во Македонија. Сензибилизирано. Толеранцијата за глупости е многу намалена. Снижена. И ситна грешка, и крупна грешка има лавина реакции. Луѓето научија дека критиката е добра работа и дека ако повеќе луѓе викнат во еден глас, ќе мора да се сменат работите. Тоа е една убава, голема придобивка. Тоа е процес... Начинот како ја водиме политиката исто така ќе треба, мислам дека треба да бидеме многу поискрени. Премногу демагогија имавме премногу години. Ќе треба малку да гледаме во резултати, ама ние толку беше површно сведено. Во мојот град, ја одве можам да го препознавам центарот на Скопје каде што пораснав, од новите фасади. Ама тоа не е само како градевме објекти, па со дотерани фасади, иако со туѓи перија, барокни и така натаму. Не се наши, автентични. Во се беше фасадно, дури искомпрометиран. Самиот збор политика е искомпрометиран. Дела, зборот дело е искомпрометиран. Се сеќавате на Македонија се сака со дела. Зборот политичка партија е искомпрометиран. Значи ние мора вистинските зборови за нештата да почнеме да. Ете тоа е наш идентитет. Затоа ми беше темата кога започнав, забораваме дека и тоа е нашиот идентитет и затоа отпорот ќе биде многу поголем, бидејќи кога се судри со европскиот начин на однесување мора да го менуваме. Министре, ви сте министер за надворешни работи, долги години сте во дипломатијата, имате многу пријатели, многу 22 сте слушнале различни мислења. Јас не сум од оние кои смета дека некаде некои центри немок светски заговори против Македонија и библискиот народ му спремиле нешто што тој не сака да го проголта и така натаму. Но распоредот на интересите во светот се константа. Се менуваат пократко или подолго, но се константа. Го прочитав утрово интервјуто на генералниот секретар Столтенберг во Грција, ако делно го објавија, до вечер ќе излезе целото, во кое што повторува исто што и од моментот кога ја врачија поканата за да почнеме преговорите, така, отприлика за НАТО, документот кој ни го врачија. Тој рече вака, децидно, патот кон НАТО е усвојување на договорот со Грција. Зошто таа порака не доаѓа до сите во Македонија, опозиција, граѓани, експерти, во кои вели, еве јас сум секретар овде, ви кажувам, нема во НАТО ако не го направите ова. Од каде ка нас дилемата дека, а може би не е така? Тоа е нашиот менталитет или повторно некакви спинове? Ако има еден консензус, ние знаеме да се караме за многу, главно се караме. И главно имаме различни мислења, особено во политиката во Македонија. Ако за едно нешто сме имале консензус, и меѓу големите партии, и меѓу македонскиот народ, и немнозинските заедници, тоа е дека нашата иднина е во НАТО и во Европската Унија. 93-та почна таа работа со декларацијата во Собранието, прва за НАТО. Значи, ова е заедничка цел. Народот исто така ја поддржува оваа цел,
поддршката се движи меѓу 70 и 80%. За НАТО и за ЕУ неколку проценти повисока, и уште е многу висока. Се обидувавме тоа да го направиме, ова нас не ни се допаѓа. Не ни се допаѓа дека заради ваков спор имаме заклучена врата. Ниту мене ми се ја мислам на никој, на ниту еден граѓанин во Македонија, меѓутоа таа е реалноста. Ние кога влеговме во семејството на светот, во Обединетите нации, ја добивме таа обврска. Многу години се обидуваме да најдеме заеднички јазик. Одвај дојдовме до овој текст. За да не се скине да не се скине грчката позиција, нивниот крај и македонската позиција, одвај најдовме малку простор да ги заврземе, да најдеме согласност. Се обидувавме од околу, се обидувавме од оздола, од озгора. Не разбравме дека утре ќе седиме со Грција на една маса, како ние 20 што седиме тука во студиото, и ќе бидеме сојузници. И тоа значи членството во НАТО. Они се внатре, ние не сме. Во ЕУ, они се внатре, ние не сме. За да бидеме сојузници, треба да сме пријатели и треба да не сакаат внатре. Тоа може да се постигне само преку помирување и спријателување. Добро може да се произведе само со добро. И кога јас прв пат отидов во Атина на 14 јуни 2017 година, мислам дека беше, реков, имате шанса, бидејќи ние сме цврсто решени да си ја дигнеме земјата на нозе. Сега е време да решите дали сакате предвидлив и пријателски сосед. Дајте да го почнеме ова прашање, да го решиме ова прашање. Ние го отворивме процесот, тие загризаа исто така и дојдовме до каде што дојдовме. Ова е прво решение каде двете страни ставиле подпис од нашата независност. Не сме стигнале до овде. Во двете има големи реакции. И кај нив е тешко, и кај нас е тешко. Ниедно историско помирување не е едноставно. Јас мислам дека е зачувано тоа што ни е највредно, и тоа, за разлика од други пати, кога Македонија беше од други сили решавана македонското прашање, па монета за подкусурување, сега ние бевме субјект што беше на маса, што каже ова ми е важно, ова ми е важно, и ова е тоа што го зборувавме претходно околу еден дел од ова идентитетот, ние малку пошироко го македонци, со македонски јазик, прифаќаме дека таму има македонци, они други работи мислат кога тој поим го кажуваат, кога ќе кажат Македонија и така натаму. На европски начин во тој дел. И дистинкцијата ја зголемивме меѓу нашата Македонија и нивната Македонија во Грција. Ние успеавме да направиме сопствена наша држава на ова парче и факт е дека не сме целата. На географскиот поим Македонија. Од географскиот поим Македонија. Да се тврди, сега, не знам, дури и деца, да се тврди дека толку време чекаме и за НАТО, и за ЕУ, заради ова прашање, заради овој проблем. Сега, некако, прашањето референдумско е комплицирано, е несериозно. Едноставно е несериозно и е крајно неодговорно. Самото влегување во сила на спогодбата е врзано со ратификацијата на пристапните протоколи за нашето членство во НАТО во парламентот во Атина. Имплементацијата, спроведувањето на текстот дома кај нас за внатрешна употреба е врзано со нашето приближување кон Европа во однос на поглавијата во преговорите. Значи, толку е испреплетена целата работа, главните мотиви се тоа, не е сериозно. И затоа ова кога велиме и политиката треба да ни порасне, заедно сме во ова е судбинска одлука, не може само политичарите да ја донесат. Сега прашани сме сите како граѓани, нема пардон за пропуштени шанси. Ние имаме одговорност како народ да видиме каде сме, до каде сме дошле и каде сакаме да одиме. Така.
Напред сакаме да одиме, назад Впрочем, сакаме да одиме. не бара Европа да дојде во Македонија, ако би било Ние добро, бараме. ние бараме да. Министре, да бидеме рационални. Јас ќе ве прашам за неколку документи за кои што во Македонија така некако од озгора се разговара, а се од огромно значење. Вие се сретнавте со сенаторот на Џонсон, кој е еден од иницијаторите Се видов со него во Вашингтон многу скоро кога така. бев. Сега не. Но сега за не нас е кај важно дека од неговата активност произлезе една резолуција каде што тој ја потпиша, еден од потписниците, во кој што не охрабруваат, го поздравуваат договорот со Грција. Има таму неколку термини што вие ги знаете, дека ниту една од страните ги охрабруваат да не се покажат несолвентни во процесот на имплементација на веќе договорот, на договорениот, склопениот договор, кој тие го поздравуваат. Сега, да излезам од речникот вашиот дипломатски, ни велат вака, овој договор добар, го оценуваме добар, но и вие и Република Грција погрижете се да го спроведете и немој да бидете несериозни. Се согласувате ли со? Се согласувам. Ова е документ до кој може да дојдат сите заинтересирани во Македонија. Тоа е резолуција од група сенатори. Така. Во Сенатот, тоа е горниот дом во Америка, составен од двајца од секоја од американските држави и е исклучително влијателен, особено во надворешна политика. И е председател на комитетот за... А тој е за подкомитет за Европа. Подкомитетот за Европа. Значи, тоа е огромна личност, да не Така зборуваме за емисари од типот на советници, ова е огромна личност. До сега во Македонија разговараме, вас се прашуваат, за јазикот, за идентитетот, за постапката, за договорот. Јас ви прашал за два документа, каде што вие присуствувате, ги знаете. На овој референдум ние немаме не одлучуваме, не донесуваме одлука за спогодбата. Спогодбата е минато. Имаме два документа. Едниот документ е од НАТО, каде што се подпишани 29 најмногу луѓе на светот, председатели и премиери. И вториот е истите тие, без Америка, од Европската Унија, каде што ни се дадени 9 точки и овие 34 колку се. Замолил за ова да разговараме. Ова веќе е историја. Јас барем така мислам. Вие кажете. Поканата за пристапни преговори, што Столтенберг му ја врачи на премиерот Заев, на кога бевме во Брисел на самитот во јули, тие пристапни преговори веќе започнаа. Ние направивме од наша страна тим, на политичко ниво предводи Заев, заедно председаваме со Рада и со Шекеринска и со Бујар Османи. На експертско ниво групата ја води Стево Пендаровски. Имаме задача многу интензивна, некои важни теми во делот на правосудство, во делот на одбрана и во делот на разузнавањето, да ги направиме такви, да бидеме целосно компатибилни со како тоа функционира НАТО алијансата. Би требало, кога ќе заврши тој процес, некаде почетокот на идната година, ние практично да можеме да ги подпишеме пристапните протоколи. И после тоа, тој документ оди во сите 29 држави, во парламентите. Момент, заради она што оде дилема. Оди прво во грчкиот парламент заедно со договорот. Таму, согласно текстот на договорот со Грција, во една сесија заедничка ќе се ратификуваат двата документа. И спогодбата и ова. После тоа ќе оди и во Сенатот, ја ми ги другото и затоа имав таму средби со неколку сенатори, има поддршка и од републиканците и од демократите за брзо да оди таа ратификација и ќе оди во сите други парламенти на земјите членки и кога ќе се затвори целиот процес, ние ќе се станеме полноправна членка на НАТО. Тоа ќе значи Македонија тука да остане во овие граници, една порака. Второ, порака до странските компании дека во оваа земја од прилика знаеме што ќе се случува и ќе стане предвидлива. Затоа растат инвестициите кога земјите влегуваат. Затоа Црна Гора се повеќе од дуплирани од кога се пред една година влезе во јуни 2017 година. Овој другиот. Земјите членки се согласија дека патот е во јуни 2019 година да почнеме пристапни преговори и до крајот на 2019
да се одржи првата меѓувладина конференција, што е првиот формален чин на тие пристапни преговори. Ние чекајќи и не преземајќи одговорност за собствената судбина, испуштивме периоди кога политиката на проширувањето на Европа кон балканските држави беше популарна политика. Тие што влегоа во 2004 денес не можеме да ги препознаеме. Приходите на граѓанин на Полска се триплирани од 2004 до 2018 година. Во Братислава практично има нула невработеност, има символична невработеност, Словачка. Патот беше брз, многу побрз и беше поедноставен. Малку стана покомплициран за Бугарија и Романија, па стана уште покомплициран за Хрватска, 2013. Сега се во разговорите Србија и Црна Гора. Србија ги замрзна. Ние сакаме таа работа да направиме, имаме извештај што е одличен и сакаме да се надпреваруваме во нешта што се важни денес и утре. Какво правосудство имаме, каква демократија имаме, каков стандард имаме, какви болници имаме. Тоа е за нас, не е за... Има ли доктори во болниците? Какво образование имаме? Кога тестираат наши деца, како стоиме со Естонија, например, како стоиме со Италија, тој тест се вика PISA тест, да. Ние сме речиси на дното. Со сета почит за сите добри учители што ги имаме. И тоа... Организација, и тоа е дел од нашиот идентитет. Тоа сакам да го кажам на почеток. Дали ние, како генерација што сега живее, треба да сме горди само на нашите предци, или треба да направиме нешто за и нашите деца да се гордеат со нас? Што ќе не јазикот и што ќе им оставиме? На моите социјални мрежи, главна реакција околу јазикот се луѓе што пишуваат на латиница и што имаат во секој трет збор, па мора да го... Јазикот се промовира со почитување. И со читање, и со пишување, и со негување. Слепено не знам и така натаму. Значи, исто сакам, бидејќи спомнавте ова, зошто опозицијата, ја не можам, они уште немаат став. Што е неверојатно неодговорно. Ова не е битка за власт. Вие не можете владата да ја смените, гласајќи, не гласајќи, како ќе гласате на 30 септември. Не можете градоначалникот на Штипе да го смените и друго. Ова е ние сите каде сакаме да ни оди Македонија. Тие носат 4 букви со што имаат многу важна улога во нашата историја. Ама тие букви, кога правеле добро, биле врзани со идеали и со само жртва. Мора да се мисли на општото, не може да се мисли ниту на партијата, ниту на личното. Ако јас мислев на мојата лична политичка или премиерот Заев, ова беше рискантно да се отвара и да се... Ама што е наша... И зошто воопшто сме на овие позиции? За да видиме кои се можните ризици, што може да се случи ако сме во овој регион, гледаме што се случува во разговорите Белград-Приштина. Македонија е стабилна ако сме сите заедно и ако сме успешни. Нас не требаат овие интеграции. Да си го зачуваме, да го афирмираме тоа што ни е најважно и ова вие мислам дека е многу важна оваа поента што ја поттикнавте, да имаме вистина европски идентитет. И да додадеме, ја мислам дека имаме што да им понудиме. Знаете што е интересно? Што овој обид во Македонија, ја тоа го гледам бидејќи сум главно надвор, се случува во време кога трендот не е баш во нашиот правец. Многу држави кои што имале либерални демократии се подразнишани. А ние во срцето на Балканот, бидејќи се изгоревме од моќник, имаме жет за среденост и пристојност дома. Иако немаме искуство околу тоа. Немаме искуство. Знаеме како сакаме да биде и имаме жет. И имаме уште многу чекори до таму. Ама барем знаеме како сакаме да биде. И тоа сите го гледаат, сите држави. Тоа треба да е новиот идентитет на... Тоа треба да е новиот идентитет на Македонија. Министре, се обидов рационално да ги покажам на граѓаните, барем она што јас мислам како постапки и последици, без жалба да ги плашиме, нели?
освен онај емотивниот дел за кој што можеме да зборуваме со недели. Тој е исто многу важен. Многу важен, меѓутоа не донесува плод. Ние имаме една конкретна задача. Во овој момент, затоа ги споменав, и едниот и другиот документ. Договорот од едниот документ е само еден од 9 точки, ако не се лажам. И не е само, тој е најголем, се разбира, меѓутоа има многу работа од реформа во сустав, слобода на медиуми и така натаму. Ви сами рековте. Но она што нам ни престои, а повторно ќе видиме дали читаме исто на исто писмо и на исти јазик, а тоа е амандманите кои по зависи со тоа како ќе помине, а и да не помине, референдумот е консултативен, што значи дека политичарите ќе мораат да излезат со конкретни акти. А тоа се амандманите. Овде многумина прашува дека дилемата нивна била што е тоа што со амандмани ќе се менува уставот. Две работи. Простите, само за момент да појаснам, бидејќи денес го слушнав академикот Камповски, уважениот професор, кој вели вака, во рамките на членот за употребката на придавката македонски, имаме можност со аргументација да докажеме дека не треба да се менуваат името на Македонската академија на науките и уметностите и така натаму. Имаме дебата утре баш. Утре наутро имаме дебата во Ману со академиците околу овие теми. Прво, референдумот, само тие што гласаат можат да влијаат врз одлуката. Ако граѓаните се повлечат и речат не ќе ме да гласаме, ќе мора институциите ова да го решават. И ќе оди прашањето назад во собранието. Значи, граѓаните може да зборуваат преку гласање. Не може да зборуваат молчејки. А влогот е голем бидејќи се работи за еднината на сите граѓани и на државата. Точно е дека во договорот нема прецизни насоки за 4 прашања, тие се спомнати само. Тие ние ги разговаравме во процесот на разговори со другата страна и јас неколку пати ги набројав јавно, ама треба постојано да се објаснуваат. 4 се уставните амандмани. Во преамбулата ќе се споменат конкретните конститутивни одлуки на АСНОМ. Сега имаме во нашиот историско државноправен наратив. Си го имаме првиот Илинден, 903-та, си го имаме вториот Илинден со АСНОМ и си го имаме референдумот за независност од 91 година. Целиот тој народов си останува, кои сме ние, како сме, македонскиот народ, делови од други, немнозинските заедници. Значи, промената е каде што се споменува АСНОМ, ќе се набројат конкретно одлуките конститутивни на АСНОМ. Тоа е во однос на преамбулата. Членот 3 ќе зајакне дека ние сме, границите ни се тука, за да си останат. Впрочем, тоа го има и времената спогодба. Тоа го има и во времената спогодба, а има и автентични толкувања со уставните амандмани од 92 година. Бидејќи тоа беше потребно за влезот во Обединети нации. Амандманот на членот 49, кој што се однесува на грижа за припадниците на македонското национално малцинство во соседните земји, ќе гласи, ќе се однесува на грижа за нашата диаспора низ целиот свет и ќе биде многу поблизок и поналик на компаративните устави на европските држави. И истовремено, кога зборуваме за грижа за малцинства, треба да се знае дека оваа спогодба не може да влијае на обврските ниту наши, ниту на Грција во однос на конвенции за човекови и малцински права. Меѓународни конвенции. Бидејќи се меѓународни конвенции, а тие се клучни по заштитата на тие права. И се повикуваме на нив. И последниот е тој кој што ќе се однесува на Република Македонија во Република Северна Македонија и ќе биде еден во однос на содржината на каде ќе се употреба во другиот дел, легислативниот дел, така? Во уставот, така. Во уставот каде ќе биде нормативниот дел каде ќе се употребува. Тоа се тие 4 работи. Ова е само прв чекор. Ние подпишавме хартија. Клучно за да заживее инвестицијата во ова пријателство и помирување, ќе треба многу работа, ќе треба многу повеќе економија, ќе треба погранична соработка, ќе треба, како што понудивме помош кога беа пожарите во Грција, ќе треба да се запознаеме подобро. Колку стануваме поблиски, толку посеедно ќе биде и толку ќе бидат порелаксирани за овие прашања. Ќе ни останат соседи и вака и онака, не само и уставно. И ќе не прифатат и тие нас, и ние нив. Сакам да кажам дека доколку
имаме негативен резултат на референдумот, Грција повторно ќе не остане сосед и повторно ќе мора да се преговара. Јас со моје искуство сум сведок на многу вакви договори од З4, Рамбује, Атисариевата предлог на договор за некогашна Југославија, па се тоа се заврши со несакани последици по сите народи на Балканот. Министре, јас би продолжил да разговарам со вас вака уште 1-2 часа, би било појасно за гледачите, меѓутоа вие сте врзани со други обврски и ви посакувам успех во прикажувањето на вашата вистина, прикажувањето на редот на факти зад кои стоите, а граѓаните ќе проценат. Меѓутоа овој пат имаме една друга работа. Судбината на Македонија не е видео игра, па повторно да можеш да вклучиш Game Over. Еднаш и сега во овој момент. Благодарам на времето и јас мислам, убеден сум дека на крупни работи ние сме мудри и уверен сум дека ќе ни ја биде Македонија. Нема Game Over. Само во Ќе ни ја биде Македонија. Така. Ќе одиме на следното ниво во. Така, позитивноста е една од постапките, посебно во дипломатијата. Ако немаш позитивен став кон целта, не влегува во разговорите затоа што ќе биде трошење на време. Така велат вашите колеги. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со министерот. Се обидов да наметнам теми кои се крупни и одговорите беа така, ама ќе не разберете бидејќи и проблемот не е секојдневен. Само за крај ќе ви кажам една приказна дека повторувањето постојано на разни флоскули кои најчесто не се врзани со проблемот кој во овој момент не притиска е одамна. Катон Постариот ги завршувал сите своји говори во Сенатот и тоа 10 години и со реченицата, а за она понатаму треба да ви кажам дека Картагина задолжително треба да биде разорена. Така мене ми изгледат сегашните ставови. Имаме дилема ќе не биде или не, ќе влегуваме во НАТО или не, а ние ќе зборуваме на крајот и да ви кажам дека водоводот во Струга е загаден. Мене така ми личи, ќе ми простите за перцепцијата. Со новиот гостин и со новите дилеми на иста ден. Благодарам за вниманието.